Поштовани гледачи, добар ден од мене. Се извинувам, малку сум настинат. Не сум ковитросан, како би рекле, но ќе ми извините за од време на време за реакциите на телото. Рефлексни. Темата се разбира, многу значајна по два основа. Прво, заради тоа што ќе се доделува така наречениот инженерски прстен. Тоа е една фина манифестација во која шефот на државата по традиција ги одбележува највредните и најспособните и најкреативните завршени студенти од екзактните науки, пред се машинството, инженерството. А второ, денове прочитав една фрапантен податок дека на Македонија според анкетите на работна сила и недостигаат најмалку 1500 инженери во овој момент. Сега се разбира, тие се веројатно во фаза во која различни профили за различни корпорации недостигаат. Ми се чини дека поподатлив соговорник на двете теми нема од професор Спасовска, проректор на Универзитетот Кирил и Методи, која долго години спаѓа во професорите на ФЕИТ и прилично е активна во сферата на поддржување на инженерските креации, лиценцирање и така натаму. Најпрво, кои се добитници, што можеме да очекуваме со прстенот? Прво, благодарам за поканата. Оваа година го доделуваме по 19 пат инженерскиот прстен на 12 најдобро дипломирани студенти од 5 државни универзитети во нашата држава. Прстенот го доделуваат Инженерската институција на Македонија, таму сум јас председател, и Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Значи, професионалната фела од инженерството веќе 19 години доделува признание на најдобро дипломираните. Наставното, односно признанието се одржува или го доделува председателот на државата, традиционален настан кој ќе се одржи оваа година, утре, во председателскиот кабинет на Водно. Добро. Сега ќе почнеме со оно што е платформа, берза на труд, едукација, се заедно кога се работи за инженерството. Се чини, прво, дали ние имаме студии кои подготвуваат инженери за новите науки, новите сознанија, новите интердисциплинарни научни истражувања, студиски истражувања. Ако некогаш високо развиените земји, па тоа се рефлектираше и кај нас, бара строго насочени инженерски кадри, кои веднаш можете да ги ставите во процесот на производство и веднаш да ви носат приходи, сега се повеќе се бараат широко образувани инженери кои лесно можат да се вклучат во процесот на производство на било кое позиција, на било кое работно место, нели се како станува збор. Тоа значи дека им се потребни односно есенцијалните знаења за да потоа низ работа стануваат субспецијалистички ориентирани. Значи им се потребни фундаментални, базични знаења, но и практична работа во текот на студирањето. Значи тоа е еден комплексен процес што ние се повеќе како универзитетски професори, како факултети, универзитети го согледуваме. И таа соработка помеѓу универзитетот, факултетите и компаниите мора да стане подсврста, да кажеме. Сега, нели, обично велиме дека компаниите не секогаш се многу заинтересирани уште од почетокот на студирањето кај младите да се вклучат во нивниот процес на обука или до образование, да го кажеме. Јас предавам предмет во 8 семестар технолошки иновации и вообичајно поканувам менаџери од компании од нашиот сектор, нели, од факултетот за електротехника и информациски технологии да одржат предавања. Интересот е голем, но мислам дека 8-миот семестар е касно за да се регрутира студент да работи во дадена компанија. Вообичаени модели и механизми за да ги изберете најдобрите
е уште во втора година да доделувате стипендии, дадена компанија да доделува стипендии, а со тоа и да ги вклучи студентите во нивните со својата практична или со таа практичната работа студентска да ги вклучи во компаниите. На тој начин и компанијата и студентот имаат бенефит, зашто компанијата си ги бира тие што мисли дека се најдобри за таа компанија, а и студентот се препознава дали таму може да работи. Ако во кошарката постои НБА берза, дали во Македонија постои на одреден начин надпревар или берза на најдобрите, па има трка кој каде да ги преземе, или по автоматизам најдобрите главно завршуваат на факултетите? Ние очекуваме како универзитетски професори дека најдобрите ќе ги задржиме. Значи, сепак тој што е најдобар треба да продолжи со научна кариера и да образува нови млади кадри. Компаниите се доста заинтересирани да ги земат исто така најдобрите. Но според мене секој дипломиран инженер може со своето образование што го носи, да кажеме, да се вклопи во било која компанија ако потоа компанијата инвестира во него и инвестирала уште во текот на студирањето. Постојат ли програмски, студиски, индивидуални линкови на дипломираните инженери, дипломираните студенти со одредени корпорации за проектите што корпорациите ги изведуваат? А е потребна ваша супервизија, вклучување на вашиот подмладок, инженерскиот подмладок? Значи, тоа е многу добар познат концепт во светот. Значи, таа така наречена тројна спирала, каде што на едно место се наоѓаат со работка универзитетите, компаниите, но третиот сегмент е државата. Веќе зборуваме и за спирала со 4 крака, тоа е општеството, да кажеме, и навладиниот сектор. Соработката помеѓу компаниите и универзитетите мора да биде силна и ако сакаат компаниите да имаат добро обучени кадри, уште со завршувањето на студиите. Имаме ли доволни инженери? Пред некој ден го соопшти податок дека не достигаат во овој момент на берзата 1500 инженери. Не ја видов спецификацијата од кој области, но главно предполагам дека се тоа недостигот на информатичките, електроинженерите, машинството и така натаму. Нема доволно или пат ги води кон нивните добрини и светот? Реално, нашите универзитети ги абсорбираат сите заинтересирани студенти. Секако проодноста не е 100%, значи се движи некаде од 50-60%, па на некои универзитети и факултети кај што се запишуваат многу студенти, опаѓа дури на 30%. Опаѓањето на бројот на студенти од запишаните до дипломираните има повеќе фактори. Најверојатно дел не се пронаоѓаат, но најверојатно дел се вработуваат уште во текот на студирањето и го пролонгираат завршувањето на своите студии. Новите технологии, дигитализацијата и компаниите кои моментално доаѓаат во Македонија бараат голем број на инженери. Но мора да се води сметка дека работното место на еден инженер се и разликува од работното место на еден техничар. Би сакала компаниите да не мислат дека би примиле инженер, имаат недостаток од инженери, а потоа да работат на место на техничар. Добро, можам во основа да го разберам. Тоа се разбира, нема потреба на дреарско место да работи инженери и така натаму, но е факт дека ова така наречено дуално образование во средното образование веројатно ќе фати приклучок и ветари во високото образование, каде што е потребна така наречена едукативна обука или практична обука. Јас се сеќавам во мое време од факултет се одеше, се разбира, ја као правник не може да одам у затвор, ама знам дека колегите со кои другарував, еден значаен дел од наставата беше изведувана на одредени големи фабрики, така тогаш имавме фабрики, денеска не знам дали имаме, добро. Сега прашањето е
многу поважно од тоа. Јас ве прашав, да, а вие сами го наметнавте тоа, дека не можат да работат инженерите, а инженерството по својата лексичка динамика, латинска изрека, сепак е создавање ново и треба да се има тоа во предвид. Се прашувам дали Македонија е мала држава, но дали веќе наставниците, универзитетите профилираат нови знаења, нови вештини и нови трендови во науката и во образованието. Во науката се разбира од екологија, биогенетско инженерство и така натаму. Универзитетите, факултетите и професорите ги следат новите технологии. Но проблемот се јавува во моментот, ако воопшто тоа е проблем, кога технологиите напредуваат екстремно брзо. Значи, вие предавате нешто, еве вака пластично ќе го кажам, вие предавате нешто во трета и четврта година на факултет и наеднаш, која ќе завршат студентите, веќе имаат нови технологии и нови сознанија. Значи, се промениле. Затоа реков дека е многу значено да им се даваат фундаментални знаења на почеток и практична работа. Она што исто е многу значајно, на кое ние како универзитетска фела и професори мораме да обрнеме внимание, е интердисциплинарноста. Веќе новите достигнувања, па ќе кажам, новите технологии, скоро и да не можат да ги решаваат проблемите, да воспоставуваат процеси и производи, ако нема интердисциплинарна соработка меѓу поотделните инженерски дисциплини, да ги кажеме, или научни дисциплини. Вие спомнавте екологијата, биоинженерингот, јас ќе се надополна машинското учење, роботиката и така натаму. Значи, не може тоа да го работи само еден инженер. Затоа е потребно уште во текот на студирањето, кај студентите да се наметне концептот дека тие студираат нешто, но во иднина мора да бидат тимски играчи и да работат со инженери од други области. Дури и некои дисциплини од тие области да бидат воведени во текот на студирањето. Дури и преклопување на цели факултети медицина со инженери. Сега е најатрактивно IT технологијата која практично пенетрира секаде. Правиме кадри за домашна производство, за домашни иновативни, или не можеме да избегаме од тоа дека е овој отворен пазар и дека атрактивноста е на IT инженерите и така натаму им ги отвара вратите сите. Од една страна е тажно, од друга страна па тоа е знак дека тие кадри што се продуцирани тука може да бидат конкурентни на европските пазари, на IT технологиите, инженерството и така натаму. Интелектуалната миграција, секогаш велам дека е светски процес. Значи, ова не се случува само кај нас овде во Македонија. Значи, интелектуалците, професионалците мигрираат секаде во светот. Ја имаме Европската унија која е еден отворен простор, да кажеме, за сите земји што и припаѓаат, и таму движењето на кадрите, независно дали станува професионалци или научници, е слободно. Дури, напротив, и се цени многу ако некој од една земја, независно дали е млад човек или веќе етаблиран професионалец од една земја, оди да работи во друга земја, во друг институт. И сега, вие веќе напомнавте, нас ни фалат кадри. И многу тешко го прифаќаме тоа што дел од најдобрите ни заминуваат. Може би затоа што треба да изградиме некои посериозни политики, уште, како што компаниите сакаат да ги регрутираат уште во текот на студирањето, ние да им ветиме нешто уште во текот на студирањето. Они да бидат сигурни дека овде ќе имаат добра кариера. Не сегош ние велиме одат по голема плата, одат по добра политичка атмосфера во друга земја. Но младиот човек по дипломирањето влегува во период кога сака да гради кариера, но треба да ги реши и своите приватни, да кажеме, оврски или своите желби на приватен план.
мораме да имаме многу поконзистентна политика како да се задржат младите. И таа политика да не се менува често. Едноставно да знае секој млад човек дека кога ќе дипломира, ако е најдобар ќе остане на факултет, ќе му се пружи шансата и да има достојна работа, веднаш да работи таму на научно-истражувачка работа, а младите кои треба да работат во компаниите да бидат сигурни дека по дипломирањето со своите квалитети ќе се вработат. Просто Спасовска од проректорот на УКИМ на Скопскиот универзитет и професор на електротехнички факултет, гостин во утрински брифинг. Ја начнав темата за флуктуацијата и пазарите. Не можеме да ги спречиме луѓето да заминуваат. На крајот ќе да дозволите мала дигресија да направам. Пред 10 години интервjuирав еден млад македонец кој заврши биотехнологија на Кенски универзитет за геномот, новите предизвици и така натаму. И прашањето беше условно на нивото на наивност. Сега што? Каде ќе работиш, нели? Германската фармацевтска и хемиска индустрија е преразвиена. Неговиот едноставен одговор беше: ако не заминеш преку бара, немаш доволен бонус и капацитет за конкурирање и кај германските. Значи, барата се разбира е Америка. И тоа е сонот на значаен дел на кадрите од европските дестинации кои веројатно во оваа сфера на научни технолошки сознанија сепак се ориентираат кон американските центри. Прашањето е обратно. Можеме ли ние да донесеме европски центри во, да речем, условно на Скопските универзитети, на македонските универзитети? Можеме ли да ги проткаеме со наставници, со сознанија странците кои нешто вредат со домашниве студенти и студии? Значи, реално ние како научници имаме соработка со странските универзитети. Тие гостуваат како визитинг професори кај нас. Она што ние како мала земја го немаме е големите истражувачки центри. Ги имаме неколку, но не доволно за да бидеме конкурентни на центрите од Германија, а да не зборуваме на Америка. Не дека не се трудиме. Значи, во Македонија се работи, се има проекти меѓународни, се опубликуваат трудови, да кажеме, со импакт фактор и научно-истражувачки резултати. Ако зборуваме за странци да дојдат овде, како професори визитинг секогаш може да го направат тоа ако ние имаме соработка со нив. Оно што е многу значајно, дали оние наши македонци кои заминале во странство можеме да ги донесеме барем дел од својата научно-истражувачка работа да ја прават овде. Или бар да се врзат со вас, па да бидете, да речем, условно некаква подгрупа на истражување на одредена сегментација. Значи, тоа се прави. Без тоа не може да, моментално ние не можеме да имаме наука ако немаме меѓународна соработка. Разговара во една прилика на почетокот од мандатот со председателот на МАНУ, Коцарев, и овај теза му ја развива, и бидејќи тој е од екзактните науки, нели, и еден од најцитираните наши научници во светот, зашто ние не направиме еден алманах на наши успешни професори и студенти и стручњаци на светските универзитети. Тој проект почна, на одреден начин мислам дека беше даден во рацете на академик Грчев и остана на рамништето на тие кои доброволно се огласиле преку мејл. Меѓутоа, прашањето е на потенцијалите, а јас лично знам најмалку 20-30 на такви еминентни експерти кои имаат кариера направено во Америка, во Холандија, во Данска и ретко доаѓаат или многу ретко се искористени нивните потенцијали во спрегите со вас, домашните универзитетски професори.
секој факултет и секој универзитет си има своја алумни организација каде всушност влегуваат овие кадри што вие ги зборувате. Интересот на тие колеги не е така мал. Еве да го споделам моето искуство, пред само неколку месеци ние имавме гостување на наш колега Јаков од Германија, од Америка, од Вашингтон, во универзитетот во Вашингтон, кој работи токму на технологии кои се од областа на телекомуникациите, 5G мрежите и така натаму. Еве сега имавме некоја конференција во Струга, пак се сретнавме, тој дојден во Македонија, семејството, мајка му е овде. Заинтересиран е да се работува. Но знаете што е првата реченица што ја кажува? Јас стојам на располагање овде, но мене ми требаат вашите студенти да дојдат во Америка. И секако таа соработка е двонасочна. Работата е она што го кажав порано. Како оние студенти што ќе заминат кај Јаков и други наши професори, потоа да успееме барем делумно да останат поврзани со нашата земја, со нашите универзитети, со нашите компании. Добро, тоа е екзактност. Предполагам дека тамо се да свеќе што тоа не го спомнате, се национал патриоти па се враќаат. Не, тамо има јасна перцепција дека успеале и дека сакаат да си направат линкови да успеат и другите. И тоа е човечка dimenzија од што е национал патриотска и така натаму. Професор Спасовска, уште за крај, каков е квалитетот на матурантите кои доаѓаат да студираат на овие екзактни науки? Со оглед на фактот дека престои сега едно чудно предубедување дека сите овие што одат во средно-техничките училишта се за стручни занимања. Иако од кај нив се регрутираат луѓе кои имаат поголем опус на знаење од што гимназијалците. Дали се тоа добро подготвени личности као карактер, како образование од кој можете да ги селектирате и да ги одвајате луѓето кои треба да бидат некој важен фактор на промоција ваша на нашите научни сознанија и така натаму? Секој факултет, еве јас ќе кажам за мојот факултет, за факултетот за електротехника и информацијски технологии, ние имаме став дека нема да имаме големи квоти за запишување, но ќе ги бараме најдобрите средношколци. Тоа се отсликува и во проодноста, значи добриот квалитет, најдобрите средношколци кои ќе сакаат да студираат електротехника и информацијски технологии, со успех ги завршуваат студиите. Јас предавам во прва година, перцепцијата дека ни доаѓаат послаби, нели, обучени кадри не е секогаш вистинската перцепција. Впрочем, првата година е и година кога треба овие средношколци да ги адаптирате на средината во која дошле. Ние не сме испитувачи, туку учители кои треба и да ги научат сето она што им останало, да кажеме, дупкаво од средното образование. Концептот на учење кај младите генерации се менува. Тоа повеќе го знаат луѓето од HR науките. Мораме и ние како универзитетски професори да се прилагодиме на овој начин на размислување, на учење на информации, на фотографско памтење што го имаат средношколците. Но она што е најзначајно да го направиме е кај нив да ја развиеме логиката, аналитичноста и начинот за тимска работа и начинот како ќе учат. Добро универзитетот, дали вие чувствувате конкуренција на овие ново формирани академии кои су специјалистички прават, обликуваат кадри за IT програмери, маркетинг програмери и така натаму? Образованието е отворен простор на кој има голема конкуренција. За наша среќа, компаниите препознаваат кој е квалитетот и од каде доаѓаат квалитетни кадри кои можат лесно да се вклопат во нивните, ајде да кажеме, и производни процеси и воопшто во нивните компании. Зошто приватните универзитети ја немаат разградено или развиено оваа форма на студирање на екзактните науки, туку сите се 90% од нив се формирани за хуманитарните и IT технологии, така. Се извинувам.
верувајте ми, да се образува студент во фундаментални науки, математика, физика, хемија, биологија, да не ги набројам сите, и во техничките науки, збориме за инженерството, технологиите, навистина се потребни големи средства. Значи, тука се средства кои треба да се вложат во лабораториите, во научното напредување на професорите. И тоа е многу чуден процес кај нас во земјата, затоа што на Запад токму најелитните универзитети се приватни. Ние се уште сме во еден друг систем каде што државата финансира, а не студентите во лаборатории. Воопшто во студирањето. Сега финансирањето во фундаменталните истражувања и во лабораториите се на катастрофално ниво ако ја следиме буџетската потрошувачка, бидејќи ние имаме 0,02% од буџетот за примарни или фундаментални истражувања, и тоа е веројатно главната мотивација на Ману и на овие експерти кои велат дека со тоа нема ни фундаментални истражувања. И затоа предмалку ви го постави прашањето за интерконекцијата, не само со нашите, туку и со светските центри на истражување. Точно е дека нашата држава не одвојува големи средства за научни истражувања. И тоа е хендикеп. И тоа не е хендикеп од сега. Значи, тоа е последните 20 на 25 години, скоро од постоењето на нашата држава. Она што може би нас ни недостасува како поддршка од државата е да ни помогне со некакви буџетски средства да се вклопиме во европските тимови, во светските тимови, таму каде што сме најсилни, најмокни, и да можеме да ги користиме европските средства. Програмите кои ни се на располагање, финансиските програми не се мали. Надвор од Темпус и сите други. Значи, збориме за Horizon, за Life програмата, и ве чекаме државата да потпише и соработка. Јас и мојот тим во последните 10 години сме дел од тимови европски тимови, на проекти кои секој проект изнесува повеќе од 1 милион евра. Значи, зборуваме за силни буџетски средства кои секако не се сливаат во нашата држава целосно, но можеме комотно да работиме научно-истражувачка работа. Нема да ми се жалите дека мали ви се платите. А горе ви се хонорарите, се извинувам. Значи не станува збор за хонорари, станува збор за средства кои се наменски за истражување. Не сакам да го вулгаризирам овој пристап. Ви благодарам многу. Тоа беше Кристина Спасовска, проректор на Универзитетот Кирил и Методи. Разговаравме и за доделувањето утре на така наречениот инженерски престижен прстеж за најдобрите студенти и се разбира за адаптацијата на македонското инженерство за потребите на домашните корпорации и се разбира следењето на светските трендови. Благодарам што бевте гости. Благодарам и на вас. Тоа беше утрински брифинг.